Почитувани ви поздравуваме, па сакам убаво утро и секако ве поканувам да останете со нас во продолжение да го проследите разговорот кој што денеска ќе го имам со мојата соговорничка, вам добро позната, младата надеж на нашата естрада, која што навистина позади себе во изминатиот период има многу проекти на што сме сите горди и сакаме често да ја слушаме. Секако дека и ова лето доста патува, доста настапува, но она кое што е значајно дека неодамна беше во Црна Гора и усвои една убава награда. Но многу повеќе на оваа тема ќе ни раскаже токму таа Ана Петановска ова утро со нас. Ана, здраво и добро дојде во Здраво Македонија. Здраво, добро утро да сите кои што го гледаат ова издание. Верат и благодарам многу, значи преубава најава. Јас стварно ми е многу кефеве вака откако се вратив да се подружиме, да се видиме повторно така на едно убаво утринско кафе. Така, баш. Драго ми е што се гледаме ова утро, иако да речеме овој период е навистина напорен за тебе и секако и за цела естрада едноставно, затоа што летото носи убави моменти, многу настапи, што приватно, што ве ангажираат, што од фестивали и така натаму. Така е, да. Среќа. Да. Но еве сепак постои расположение да се видиме наутро и да споделиме некои убави моменти. Каде беше изминатиот период со настапи? Така, па изминатиот период баш беше динамично, навистина мене ми е многу драго што динамиката е секогаш така, постојат настапи, значи има, навистина луѓето се заинтересирани за нашите настапи, сакаат, не викаат, не покануваат и многу ми е драго. Периодов доста и го редуцирав некако, да речам, го редуцирав темпото во однос на комерцијалниот тип на настани, заради тоа што некојаш и тоа знае да има свој вид на не само на монотонија, меѓутоа и на така динамика и брзо темпо, што уморува многу често. Но претежно се проекти, се работат периодов проекти кои што се на ниво на Македонија. Во моментов најактуелниот проект е 35 години годишното одбележување на независноста на нашата земја, што навистина е еден голем проект, го скршивме мразот вчера во Охрид, баш вчера, и вака директно од таму слетавме овде со дестинацијата, се шегувам, но стварно еден динамичен убав период, тоа е еден така поголем настан што се случува. На план на авторска музика официјално излезе првото издание на деби албумот Само љубов постои, подпишан од Кроација Рекордс, како одбележување од сите композиции кои што досега беа и наменски на фестивалите. Меѓу другото и наградата каде што се освои сега во Тиват, тоа е Бисер на Јадранот, тоа беше исто едно скорешно искуство, награда за најдобар фестивалски дует заедно со колешката Наташа Михајловиќ од Екс Фрајлев практично. Една прекрасна девојка, навистина беше еден многу убав период, мислам досега, допрва имаме многу да работиме, допрва така не застанува, работам ептен и ќе има допрва и искуства и ќе се аржурираме, така. Има што да се споделува. Но она кое што исто значено дека тебе не ти се прв пат овие настапи што се однесува надвор од нашата држава и особено овој фестивал, па какво да речеме искуство носи од секоја година во година, дали фестивалите се уште убаво живеат, дали се посетени? Така, па добро прашањето. Некако мислам, јас ја фаќам генерацијата каде што мислам дека се оди во еден залез, во еден друг период на слава, ајде би рекла, на фестивалите, затоа што претходно знам дека биле многу зборуваат луѓето, јас генерацијски не сум блиска на тој период, например за Скопскиот фестивал, на времето Опатија, и имале се фестивали кои што имале огромно значење, значи огромен печат традиционално, едно како така емблемот на една земја, секоја со својот фестивал, нели, со своите представници. На националните телевизии. Апсолутно. Баш така било настано, онака се седнува, тоа се следи, се гледа, се негува баш така и интернационално. Сите телевизии кои што ја застапуваат земјата, значи се ангажирани тоа да е фул, нели, преносот е целото внимание акцент таму. Меѓутоа сега ми се чини дека има еден има фин круг на луѓе кои што се уште ја одржуваат традицијата, значи еве да речеме најмногу би рекла од моето досегашно искуство во Хрватска ми се чини дека е најмногу тоа изразено, бидејќи и веројатно
Не, си се должи на одредени причини, нема врска. Меѓутоа има се уште круг на луѓе кои што ги посетуваат фестивалите, ги негуваат, ги сакаат. Можеби не со таа слава која што била претходно, како и кај нас, нели, нашата ситуација, меѓутоа сметам дека тоа е некако на ниво на сите земји, затоа што дигитално време живееме, нели, нормална е таа еволуција. Ентузијазмот во однос на медиумите можеби не е толкава застапеност. Имено. Да, но дека луѓето се тука присутни и си ги сакаат тие фестивали, особено во летниот период да дојдат и да си ги посетат. Апсолутно си ги сакаат и си ги почитуваат. Да, баш така убаво го, баш политички коректно го објасни, на вистина е тоа така. Кругот си е тој, луѓето си имаат свој интерес повторно во фестивалите, значи се ангажираат многу, тоа се стварно врвен тип на спремање на сценографија, значи музиката, авторство, значи се уште се промовира и има надеж, се пишува. Точно. Наменски, апсолутно. Тоа значи дека има публика, да. Така е, како и ние, апсолутно. Така, колку е тебе ти значи таа авторска музика која што ја создаваш и како ете се во брзо темпо на живот, каде се наоѓа инспирација? Прекрасно, да. Навистина, секоја авторска песна која што до сега беше снимана е некој тип на ќе почнам од поголемата слика. Значи, јас се посериозно го чувствувам, чувствувам потребата да го изразам својот музички идентитет периодов. Ова беше едно затварање на искуство кое што значи една цела етапа од моето авторство, меѓутоа цела етапа во смисла како за почеток. Меѓутоа јас допрва и работам на свој проект, значи допрва и во годинава планирам доста работи на авторски план. Ми значи многу, многу, мислам дека тоа ми е број еден фокус во моментов, иако ги терам, нели, попратно и други и останатите, нели, паралелно проекти, меѓутоа првпат годинава оставам простор многу повеќе на авторство отколку на другиот тип на проекти. Иако ми е уживање секако, меѓутоа авторството сега ми е во моментов број еден. Снимам точно, апсолутно и навистина го доживувам и како личностен развој. Значи работење на личноста своја, бидејќи е огромен дел од мене. Музиката е мојот идентитет, значи пеењето е тоа што ме опишува. Потенцијалот е тука и само треба да се развива. Апсолутно, тоа е тоа, така што има уште многу да се работи. Таа душа за авторство е ненаситна секогаш и таа креативност и инспирација може од секогаш да проникне. Така е. Ана, останемо да ти посакаме се уште, сепак бидејќи летото е долго, настапите секако се тек тука што се вели уште уште траат, да ти посакаме успех во она кој што го правиш. Со нетрпение ќе очекуваме се што авторски ќе излезе од тебе и со задоволство ќе го споделуваме и не е ова дека се гледаме само сегаш, има време и во есен кога ќе се видиме повторно. Точно, ти благодарам многу, Вера, благодарам многу, беше задоволство, секогаш е задоволство со вас и секако тука се дружиме и се гледаме обавезно. Така е, почитувам, верувам дека уживавте во нашиот разговор, а како што споменав сите она кое што ете Ана постојано го работи, ние ќе го споделуваме и верувам дека вие ќе уживате и да гледате, но и да слушате. Останете понатаму на Канал 5, продолжуваме со Здраво Македонија.